Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, следуваат настаните кои што го одбележа овој петочен ден. На полнок истекува рокот за поднесување кандидатски листи. Граѓаните очекуваат личности на кои приоритет ќе им бидат државните и интересите на граѓаните. Работилница на тема недискриминација се одржа денес во Штипската гимназија, а подготвителна и координативна средба за зајакнување на капацитетите на државната администрација се одржа во Делчево. Промоција на две книги денес во Штип. Едната е со наслов Трофеј и е на актерката и водителка Весна Петрушевска, а другата е насловена Витриол и е на авторот Миланчо Миленковски. Пред се честни и едуцирани личности кои ќе ги стават државните и интересите на граѓаните пред личните и партиските интереси. Такви личности очекуваат да видат граѓаните на кандидатските листи кои до полноќ до ДИК треба да ги достават учесниците во парламентарните избори на 11 декември. На полнок завршува рокот за доставување на кандидатските листи за предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември. Кандидатските листи ќе бидат разгледани и потврдени од членовите на Државната изборна комисија во рок од 48 часа од моментот на доставувањето, односно до недела на полнок. Жребувањето за редоследот на листите ќе се одржи на 20 ноември. На полнок завршуваат и роковите за јавниот увид во избирачкиот список за пријавување на државјаните на Република Македонија за гласање во странство и за обновување на избирачкото право на лицата со спорни записи по последните теренски административни проверки на избирачкиот список. На полнок истекува и рокот за доставување имиња на тројца кандидати од диаспората, што за овие избори наместо во 3 ќе бидат во една изборна единица. Штипјани очекуваат кандидатите за пратеници на овие избори да бидат пред се честни луѓе кои ќе ги стават државните и интересите на граѓаните пред сопствените интереси. Како да ви кажам, секој сака да е човек кој ќе се интересира за државата, не за себе или за партијата. Тоа е многу битно во изборите. Сега тоа тешко се најде, сега сите напаѓаат, како да ви кажам, оговараат едно друго, сите грешки откриваат. Кој ќе биде за народот тај? Да се поштени најпрво. Да не се алчни. Да се меѓу народот со народ и така. Пред се паметни луѓе, реалисти, кои мислат пошироко малце, не за собствените тие партиски интереси, да имат образование, да имат широки погледи. На денешен ден пред 26 години се одржаа првите слободни повеќе партиски избори во Македонија. Поозрасните граѓани гласањето на првите избори го паметат како свечен чин. Тоа беше еуфорија, ентусијазам голем. После толку години Македонија самостојна. Македонија беше како република во склоп на Југославија, на СФРЈ. Меѓутоа како самостојна и многу се очекуваше од тоа. Меѓутоа реалноста е малку подруга. Првите парламентарни избори одржани пред 26 години заедно со референдумот на 8 септември ја заокружија вековната идеја и стремежот на македонскиот народ за самостојна и независна држава. 73% од граѓаните веруваат дека евроатлантските интеграции ќе влијаат позитивно на меѓуетничките односи во земјава, покажала онлайн анкетата која ја спроведе Евроатлантскиот совет како дел од 6-месечно истражување. Високи 82% од анкетираните сметаат дека интеграцијата во Европската унија и НАТО ќе донеси поголема безбедност и ќе гарантира внатрешна стабилност. Очекувањата на голем број македонски граѓани според оваа анкета се и дека членството во Алијансата и Европската унија ќе донесат забрзан економски раст и поголема социјална сигурност. Ова се дел од податоците што Евроатлантскиот совет ги презентираше на финалната конференција како дел од 6-месечното истражување. Волшебно стапче не постои и никој од надвор не може да не ги гради меѓуетничките релации. Неопходна е добра волја и верба меѓу заедниците, смета Трифун Костовски, кој е директор на бизнис клубот на Евроатлантскиот совет. Граѓаните го положија тестот за соживот со настаните во Куманово, вели тој. Истражувањето е спроведено во 3 фази, офатени се различни категории
категории на луѓе и по возраст, етникум, религија и градови и села, велат од Евроатлантскиот совет на Македонија. Продолжуваме со образование. Професор доктор Сузана Стефановиќ во изминатиот период е визитинг професор на економскиот факултет при УГД и предава на дел од студентите. Станува збор за експерт од областа на стратегискиот менеджмент. Продеканот на економскиот факултет, доцент доктор Љупчо Давчев, по чија иницијатива доаѓа професорката од Ниш, истакна дека ваквите предавања се од исклучително значење за збогатување на знаењата на студентите. Во текот на неделата на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип гостуваше реномирана професорка од економскиот факултет во Ниш. Преку програмата Erasmus+, која покрај мобилноста на студенти, опфаќа и мобилност на наставни кадри, професорката доктор Сузана Стефановиќ одржа предавање на економскиот факултет во Штип, како и на дисперсираните студии во Струмица и Скопје. Pa evo možemo reći da postoji velika potreba privrede. Можеме да кажеме дека има голема потреба за поврзување, да се соработува со универзитетот. И таа потреба произлезе од реалните услови во кои секојдневно се случуваат најразлични промени, на кои предприемачите мораат да се прилагодат. Универзитетот и факултетите мораат да им ги пружат на собствениците најновите знаења од областа во која се образуваат кадрите, да обезбедат иновација на тие знаења, да ги запознаат со најновите достигнувања, а исто така соработката е можна и во заеднички проекти, заеднички истражувања и развој, консултантски услуги, во изведување на различни студии и така натаму. U konsultantskim uslugama, u izvođenju različitih studija i tako dalje. Голема е потребата од соработка меѓу универзитетите и поврзаноста со приватниот сектор, смета и продеканот за настава на економскиот факултет. Па, значи, ова е трето гостување на економскиот факултет во Штип, по гостувањето што ги имавме од економскиот факултет во Истанбул и економскиот факултет во Бања Лука, и со ова ја заокружуваме годината на гостување. Професорката Сузана Стефановиќ ни гостува како представник од економскиот факултет во Ниш, која што имаше своји предавања во областа на стратегискиот менеджмент, во дисперзирани студии во Струмица и во Скопје, и имаше во седиштето на економскиот факултет во Штип. Соработката помеѓу двата факултета е на почеток и сигурно дека понатаму ќе се интензивира. Инаку професор доктор Сузана Стефановиќ предава неколку економски предмети, меѓутоа нејзина специјалност е конкретно стратегискиот менеджмент. Емоции, етапи од животната патека од сегашноста и минатото. Дел од интимата се само дел од новото автобиографско дело на познатата актерка Весна Петрушевска, уште позната како Бејби. Денес во спомен собата на поетот Ацо Шопов во Штип, Весна ја промовираше книгата Трофеј. Денеска во спомен собата на поетот Ацо Шопов во Домот на културата во Штип, популарната актерка Весна Петрушевска ја промовираше нејзината автобиографска книга насловена Трофеј. Преку делото Весна Бејби раскажува за различните етапи од животот. Да се извинам што доцнев пред се. Обично не доцнам, но ложви пат од половина натака и така. Не се работи за книга која што е исполнета со жестина, која што има може да ве натера и да плачете, да се смеете, да ја почувствувате тагата која што реално јас ја чувствував. И има една единствена цела, тоа е да ја раскажам приказната и преку таа приказна да ја упатам порака до сите оние луѓе кои што се соочуваат со милион проблеми. Јас сум човек од крв и месо и на тој начин сакав да допрам луѓето да се идентификуваат, да бидат дел од нештата кои што може би клизат низ рацете, низ прстите и не обрнуваат внимание. Промоцијата ја отвори промоторот и издавач на книгата, писателката Винка Саздова, која истакна дека досега ваква искреност не сретнала ниту во било кое друго дело. Тоа е книга во која она не раскажува класично од своето детство па до крај до сегашниот миг, него следи си од свој живот, туку ги се насочува кон клучните моменти од својот живот. Она што фасцинира е
искреноста. Јас досега не сум прочитала ниту едно дело, ниту една автобиографија, ниту една исповед толку многу искрена и вистините. Ова е, јас ја нареков книга што боли. Значи Весна буквално се разголува себе си пред публиката и чинам дека за тоа навистина треба голема храброст. Сите ние си ги криеме повеќе или помалку собствените болки, собствените страдања, собствените премрежиња повеќе или помалку. И што е најинтересно, преку оваа книга ние спознаваме веќе една друга Весна Петрушевска, не она што ја знаеме од екраните, од сцената. Во книгата Весна Петрушевска открива дел од својата интима, за повеќе аспекти од низиниот живот и многу други интересни работи. Ова е дело на кое нема да останете рамнодушни. Денеска во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев беше промовирана збирката Витриол од авторот Миланчо Миленковски. Збирката содржи 26 песни во кои се опишува различноста на жената. Витриол е витрина на женската душа, гледано од аголот на авторот, отслик на нивната убавина. Во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип денес беше промовирана збирката Витриол од авторот Миланчо Миленковски. Станува збор за збирка од 26 песни во кои се опишува различноста на жените. Како што изјави авторот Миленковски, песните се пишувани со доза интересност на едноставен начин, каде што секој човек би можел да се пронеде во нив. Секоја од нив е представена на свој собствен специфичен начин. Мислам дека самиот стил кажува за тоа колку секоја од нив е различна, посебна. Така се и интерпретирани. Како што рече една од говорничките, внесена е една посебна доза на интересност во песните, која што се надевам да ќе ги испровоцира читателите да кликнат на Македоника МК, да се заинтересираат за тоа што е напишано, да се најдат можеби, иако можеби не се викаат Весна или Ирена или така натаму, значи нека не ги ограничува името како момент, туку едноставно да се најдат себе си. Сигурен сум дека песните се пишувани на еден обичен едноставен јазик, на еден обичен едноставен начин и секој од овде ќе си ја понесе дали Анджелина Джоли, дали Наоми Воц, дали ќе ја понесе Весна, Ирена, без разлика, нели? Според промоторот и рецензента Нита Бошкова, збирката Витриол ни приредува една пријатна прошетка со вечната тема жената. Витриол е витрина на женската душа, гледана од аголот на авторот и отслик на нивната убавина. Чест и задоволство ми е што сум во улога на рецензент и промотор на Витриол, кој за мене од мој агол гледано представува огледало на женскиот род, една витрина на женската душа. Авторот доктор Миланчо Миленковски пишува на еден негов својствен суптилен начин, кој што јас досега не сум го сретнала и мислам дека ќе биде еден пример и со ова стихот збирка Витриол тој ќе влезе во светот на авторите и неговиот стил ќе се памти и во сегашниве и во идните генерации. За сите љубители на поезијата, слободното време може да го поминат со збирката Витриол, која ја има на веб-сајтот makedonika.mk. Фондацијата Елена Лука во рамки на програмата за спречување на сите форми на насилство врз жени и семејно насилство, денес во Средното општинско училиште Славчо Стојменски во Штип спроведе едукации за човекови права со младите. Главна тема беа концептите на родот и развојот на недискриминацијата, а целта на работилницата беше учениците да се запознаат со поимот дискриминација, предрасуди и стереотипи. За жал сите ние и покри тоа што се обидуваме и се трудиме нели да немаме предрасуди и стереотипи, да не дискриминуваме, меѓутоа честопати и несвесно дискриминираме. Дискриминацијата може да се случува во сите области од општествениот живот и врз различни основи, значи може да се случува врз основа на род и пол, етничка и национална или религиска припадност, возраст, хендикеп и така натаму. И многу е важно да тие се свесни дека тоа има штетни последици и за поединецот и за општеството и како млади луѓе кои што сепак се на прогресивна сила на општеството да делуваат во насока на спречување на овој негативен феномен. Инаку особен фокус даваме особено на девојчињата, бидејќи тие многу
честопати се жртви на дискриминацијата кој што се случува на пазарот на труд, при интервјуа, исто така и во процесот на вработување. Значи, те самите бидат свесни доколку се жртви на дискриминација и да реагираат. За само 3 дена втора кражба во манастир во Кочани. Овој пат кратците влегле во црквата Света Петка во Кочански дол, која е во изградба. Ја искршиле вратата на кујната и решетките на прозорецот, од каде што и влегле и ги однеле двата големи казани за подготовка на ручек. Ова е 6-та кражба на манастирот Света Петка. За само 2 дена откако се случи грабежот во манастирчето Свети Димитрий во населбата Трајаново Трло во Кочани, слична кражба доживеа и црквата Света Петка во Кочански дол. Кратци тука оперирале и ја искршиле вратата на кујната и решетките на прозорецот и ги однеле казаните во кои домакините по повод славите на манастирот подготвуваат ручек за околу 500 верници. Ово е 6-ти пат више како се случува тука, разбиват врати, крадат, се што им падне, се поред. Казаните ни се украднени, кои готвееме за тука, за тоа што се собираат тука по 500 души. На нас ни беше доволно тие казани. Сега више деновето ќе си дојдат, ќе си поминат деновето, а ние ќе нема ушо да им направиме една топла вода, а не манџа да правиме. Ани се украднени. И престилките. А зашто им се престилките? Крадо понапред, пред оваа 10 дена, крадо од тука бобо, оризо и ред други работи, даровето што беа па соберени и однесени. Од скелињата, жабици, цевки, други материјали што им дошло. После по тоа, колку пати ја пробиваа, пари тражат, подрумо црквата, односно кујната, али до овај степен не беше дошло казаните да ги земат. Доаѓаа полицијата, записник направија, снимаа тука и сега чекаме оних одговор. Денеска се слушнах, па кога видоваме тука теа цевката, видоваме ја да доат па ако сакат да проверат и сумњаме на 2-3 места на тие што се ни сумливи да доат да проверат. Во овој регион чести се кражбите и разбивањата на манастири. Пред 3 дена, токму на денот кога се слави Свети великомаченик Димитрий, беше ограбен и истоимениот манастир во населбата Трајаново Трло, од каде што беа украдени прозорците, целиот инвентар од кујната, приборот за јадење, казаните за готвење и иконите. За последната кражба на црквата Света Петка е известен и надлежниот митрополит Иларион, како и полицијата која што работи на пронаоѓање на сторителите. Подготвителна и координативна средба се одржа во општина Делчево, на која беа предвидени активности за зајакнување на капацитетите на државната администрација на локално ниво за поддршка на локалните процеси на интеграција и инклузија на ромите бегалци и раселените лица. Зајакнување на државната администрација и капацитетите на процесот за локална интеграција и инклузија на ромите бегалци и внатрешно раселените лица е целта на проектот Локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцински групи. Проект во чии рамки во Делчево се одржа подготвителна и координативна средба со учество на локалната структура за креирање на политики за ромите. Денешниот настан е прв настан кој што се реализира на локално ниво. На овој настан учествуваат представници номинирани од Центарот социјална работа Делчево, Центарот за вработување Делчево, Основното училиште Ванчо Праке Делчево, Јавната здравствена установа Здравствен дом Гоце Делчево, Ромскиот информативен центар, представници од невладиниот сектор, имено представник од Трнипе МК. Тоа се практично и членови на локалното координативно тело. Во рамки на настанот беше подпишан и меморандумот за соработка чија главна цел е успешна имплементација на стратегијата за ромите и националните акциони планови преку развој и имплементација на локални акциони планови во областите од интерес за ромите од целните општини. Подпишување на меморандум за соработка со останатите 12 општини кои што се вклучени во проектот и Министерството за труд и социјална политика. Проектот е имплементиран од страна на ЕПТИСА, конзорциумот во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС и Ромскиот образовен фонд од Будимпешта, Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија.
Инаку овој меморандум ќе има важност до крајот на 2020 година, поточно до крајот на важноста на стратегијата за ромите 2014-2020. Проектот се спроведува во вкупно 19 општини, а од општините од регионот уште се спроведува и во Виница, Кочани, Берово, Штип и Пехчево. Силна експлозија се случи синоќа во фабриката за преработка на нафта во албанскиот град Балш, јави дописникот на МИА од Тирана. Во експлозијата, според официјални податоци, животот го загубил еден работник, додека 6 мина се повредени. 4 од нив поради сериозни повреди се префрлени на лекување во регионалната болница во Фиер. На социјалните мрежи жители на Балш тврдат дека бројот на загинатите е најмалку 4 и се повредени најмалку 11 работници. Многобројни екипи беа вклучени во евакуација на сите работници од фабриката, која била зафатена од голем пожар. Експлозијата се случила од пумпа со водород во погонот за завршна фаза за преработка на нафтата. Во гаснењето на пожарот биле вклучени противпожарни возила од повеќе градови, кои по полноќ успеале да го локализираат пожарот и да спречат поголема катастрофа. Властите во Грција стравуваат за можен нов терористички напад, откако вчера 2 лица со моторцикл фрлија рачна граната врз француската амбасада во Атина. Во нападот еден од полицајците бил полесно ранет. Се забележува дека инцидентот се случил неколку денови пред планираната за 15 ноември посета на американскиот претседател во заминување Барак Обама во Грција. Извор од полицијата, цитиран од весникот Прототема, предупредува дека следните денови во кои треба да се случи посетата на Обама и годишнината од Атинската политехника може да бидат искористени како повод од страна на вооружени групи со цел да ги засилат активностите. Грчките антитерористи сметаат дека вчерашниот напад врз француската амбасада било добро организирана операција од искусни терористи и дека зад него веројатно стои терористичка организација, група на народни борци. До сега никој не презеде одговорност, но полицијата очекува некој тоа набрзо да го стори. Германскиот Бундестаг синоќа го продолжи учеството на Бундесверот во операциите на западната коалиција во борбата со исламската држава во Сирија и Ирак до крајот на 2017 година. Обновениот мандат го одобрува и учеството на германските војници и експерти во формирање на екипажите на авионите на НАТО за радиолокацијско разузнавање, кои ќе имаат задача да го контролираат воздушниот простор во регионот на борбени дејствија. Одлуката на парламентот во Берлин е донесена со 445 гласа за, наспроти 139 кои гласаа против. Германија и дава подршка на коалицијата со 6 своји разузнавачки авиони Торнадо, што се сместени во базата на НАТО во Инџерлик во Турција. Овој викенд ќе се одигра второто коло во првата државна лига во одбојка и во машка и во женска конкуренција, откако забележаа убедлива победа со резултатот 3:0 против Наковски волеј. Женската екипа на Угада Студент во второто коло ќе играат против екипата на Јанта волеј од Скопје. Надпреворот е во сабота во спортскиот центар Јордан Мјалком во Штип со почеток од 18 часот. Што се однесува до машката екипа на Угада во второто коло ќе гостуваат кај одбојкарите на Лирија во Жеровјане. Во првото коло машката екипа на Угада беше поразена од екипата на Вардар. Од регионот во машка конкуренција, екипата на Пробиштип Весна Акумулатори пак во сабота ја пречекува екипата на Вардар во спортската сала Софија Петрова. Надпреварот е со почеток од 18 часот. Инаку и одбојкарите на Пробиштип имаа одличен старт во првото коло, каде што забележаа победа со резултатот 3:1 против новиот праволигаш, екипата на Лешок. Дуелот меѓу Вардар и Киелце од шестото коло во Б групата во Лигата на шампионите е прогласен за меч на колото. По втор пат сезонава надпревар на нашиот клуб е прогласен од страна на ЕХФ.
Средбата за двата клуба доаѓа по пораз во претходното коло. Вардар на гостувањето кај Загреб, а Киелце на домашен терен беше изненаден од Рајер-Некар. Билансот на меѓусебните дуели на Вардар и Киелце, традицијата е на страната на полјаците, кои победувале на 3 од вкупно 4 надпревари. Лани Вардар на домашен терен го победи Киелце со 34-24 и тоа е наш единствен триумф. Полјаците од 5 гостувања во Македонија 2 пати заминувале со висок пораз. Инаку Вардар е единствениот тим сезонава што има представници во Лигата на шампионите и во машка и во женска конкуренција. Мечот е закажан за утре од 17 часот и 30 минути во спортскиот центар Јане Сандански. Ова беше се во дневникот во 20 часот. Ви благодариме на вниманието. Имајте пријатен остаток од вечерта.